Амбиентот во кој се наоѓаме е всушност сцената за новата премиера на Струмичкиот театар, односно за представата Циркус Пирандело. По неколку месеци пауза, овде повторно ќе се игра театар и ќе имаме жива енергија која што ќе може да ја почувствуваат струмичките гледачи, публиката која што ќе дојде да ја впие представата која што допред некој ден всушност се готвеше овде во Струмичкиот театар. Со мене е директорката Танкица Стојанова и режисерот на представата Бојан Трифуновски. Директорке, може ли да ни кажете како помина процесот на создавање на оваа представа или можеби и малку наназад да се вратиме околу идејата токму оваа представа да биде на програмата на Струмичкиот театар и соработката со режисерот Трифуновски? Значи вака, како што рековте, веќе после неколку месеци имаме нова премиера, нова представа за возрастни. Иако првата ни беше во април годинава, потоа излезе детската представа и сега Циркус Пирандело излегува токму денес со премиера. Тоа беше еден интересно необичен процес, бидејќи на поразличен начин се вршеа сите проби за досега поминатото, барем лично за мене, колку што сум во Центарот за култура Антон Панов. Можам да кажам дека е предизвик да се работи еден таков текст. Минатата година кога се правела годишната програма за 2022 година, Бојан после 2 обида, ова му е трети обид, е прифатен во Центарот за култура Антон Панов Струмица, што мислам дека може би се случува со причина, дека првите 2 пати се биле неуспешни, а сега конечно јас како актер и што играм во представата можам да кажам дека ја имам честа да работам во таа представа и со Бојан. Циркус Пирандело како текст, ќе си каже Бојан повеќе за тоа, затоа што тоа е на еден начин авторот на... Како ти го доживеа како актер? Како актер, можам да кажам дека се пронајдов себе си, бидејќи не е текст кој што е напишан и ти само треба да изиграш улога. Ова е текст кој што треба да го изживееш, за да може да одиграш таа улога. Начин на кој што се правеа пробите беше индивидуално со секој посебно и колективно се разбира, но тој момент на индивидуалното беше работење на самите нас и препознавање на самите нас, што е еден голем предизвик за после сите проби и кога ќе го видиш финалниот резултат е прекрасно. Поминавте и процес на терапија. Да. Добра психотерапија. Одлично. Бојан, вие сте прв пат во Струмичкиот театар, ова го спомнавте и на пресконференцијата, и може ли да ни кажете за неуспешните обиди? Што тогаш се обидувавте да подготвите овде со Струмичкиот ансамбл, а не беше прифатено, затоа што добро е да се знае генезата на настаните? Добро, сега тоа е длабоко копање во принципите на апликации и како тие комисиите решаваат кој каде режира. Но што всушност вие предложивте? Тоа беше. Вака сега, јас сум сега на покана на Струмичкиот театар. Значи јас не пуштив апликација никаква. Затоа што бев разочаран што 2 пати во последен момент во 5 за 12 не поминував со македонски автори, со Дејан Дуковски, со Горан Стефановски, тоа беа апликациите. И сега сум тука на покана и сватив дека можеби Пирандело е точен, затоа што Пирандело е до крајот на својот живот, до 1936 година, за драматуршките и театарските колари е познат како човек кој што воведува и измислува неколку жанрови кои што се базираат на интроспекција, метод на интроспекција, каде што се дефинира кршење на четврти зид, каде што актерите стануваат свесни на сцена. И мене идејата ми тргна од фактот што овие актери тука од Струмица станаа свесни на сцена и се изборија да не бидат владеени луѓе што не припаѓаат овде. И некако сакав таа енергија да искористам, просто да продолжи тој лабораториски пристап, да влеземе во една лабораторија, да истражуваме,
превземајќи енергијата од нивната енергија и нивната потреба да ја сменат околината во која што работат и творат и живеат и да ја направат подобра. Како ја направи таа компилација на текстови со оглед дека спомнавте дека не станува збор за еден текст, туку дека вие сте всушност направиле еден колаж, ако може така да се нарече. И зошто токму тоа? Имавте ли само доверба кога почнавте во процесот или всушност си дозволивте и вие да истражувате и да видите каде ќе ве однесе? Апсолутно, никаква самодоверба не треба да имаш. Ние имаме занает. Ние знаеме да правиме и да создаваме одредени работи, но никогаш немаме точки. Секогаш имаме запирки. Запирки кои што потоа преминуваат во прашалници, прашалници кои што преминуваат во извичници и на крај во еден момент викаме дечки доста е до тука, сега ќе ставиме точка. Циркус Пирандело е постмодерен цитатен текст кој што внатре користи не само текстови од Пирандело, туку користи многу текстови од многу модерни автори, да речеме, немам појма, од Стопард, од Вилијам Питер Блат и еден тон такви, кои што се бават со рушење на четврти зид и со откривање на тајните на актерот кој што се соголува секој ден пред оваа публика, за потоа да биде облечен од нивната воскит, нивната критика, да биде вперен со прст, да биде покажен како налудничаво суштество кое што мора да е налудничаво затоа што во оваа држава каде што речиси да нема никаков однос кон културата, тој се бави со таа професија. Како го дефинирате тоа што сизифова работа, сизифова мака ли е во земја каде што културата навистина не е на пиедесталот што го заслужува, сепак има упорни луѓе кои што копаат, кои што ја бараат некоја возвишеност. Тоа е повик. Тоа е повик, тоа не се учи на факултет. Тоа е повик, потреба е. Потреба е да работиш, да се занимаваш со оваа професија, за да додека креираш и создаваш нешто што се вика представа, таа искомуницира како огледало за публиката да види, макар и една минута да има точна во овие 100 што ги направивме, да види што може да поправи кај себе, што може да поправи кај другиот, но не како средство како коректив, не како педагошка мерка и не како солење памет, туку како артистичка интерпретација на животот, што е всушност сите видови на театар се тоа. Ама овој го кажува тоа директно и без мачкање очи. Стојан во пресконференцијата спомна дека имал некои дилеми кога се соочил прв пат со текстот. Какви беа твоите реакции и на останатите колеги? Што вие меѓу себе прозборувавте кога дали имаше можеби што ни требаше ова или можеби запали на прва дека ова е нешто што вреди да се направи? Значи моментот на што ни треба, мислам дека кај нито еден од нас го немаше, барем се надевам. Од моја страна го немаше, бидејќи уште на самиот почеток пристапот беше многу интересен и се гледаше дека е поразличен за разлика од досегашните што сме ги имале. Предизвик лично за мене беше затоа што е невообичаено работење. Точно дека треба да се пронајдеш себе си, нели, во целиот текст, да разбереш што треба да играш, бидејќи и публиката тоа вечер ќе може да го види дека не е типична представа каде што само седнуваш, се исклучуваш и гледаш дека е комедија или нешто друго. Значи, не треба барем малку да размислиме. Тоа што Стојан го кажа дека му требало време, точно, на сите нас не требаше време да ги извадиме тие сипаници на некој начин, значи да го прележеме и да разбереме што всушност ние играеме и мислам дека треба почесто да имаме такви дела за да може да се и публиката да гледа нешто поразлично и нешто ново. Колку пати се ставаш себе си на самоиспит, бирајќи различни текстови, различни автори и колку тоа е важно за твоето растење како режисер, твојот развиток? Постојано. Јас секоја апликација во Македонија и надвор од неа ја базирам на мојата лична потреба да истражам нешто што е во цајтгајстот, во духот на времето и кое што може да се имплементира врз состојбата на мојата духовна состојба и моето ментално сваќање на светот околу мене. А без тоа немам потреба. Не сум YouTube режисер, не сум човек кој што да работи 2 пати
из текст во различни градови или држави, постојано, затоа што дефинитивно не го работиме во за пари. Да, тоа дефинитивно. Така да, духовна е храната. И може ли тоа да биде, и постои ли момент на разочарување и кога човек би рекол, да, духовна е храната, но станува недоволна? Во услови во какви што се работи, навистина малку утрпни, постои ли момент на прекршување? Не сме андроиди, луѓе сме. И се влијае на нас. А ние сме овде изложени на еден специфичен начин на тортура, каде што треба секој ден да играме различни луѓе и да бидеме питачи, да бидеме кралеви, да бидеме председатели, да бидеме проститутки, да бидеме кловнови. Тој степен на изложеност кој развива комплекс на подвоена личност кај сите од нас. И во овој момент се бориме со инстант култура која што е заразена со ефтини чувства и со инстант фиксови од допамин. Се бориме против општество каде што се што држи вода трае 11 секунди. И кога се бориш со помалце средства и со еден архаичен тип на уметност која што ги содржи сите други и не може, колку и да е на умирање, не може да го бутнат театарот 4.500 години постои. Стално е на умирање и стално никако да го бутнат. Ама кога се бориш со помалку средства и со помалку сила, волја и почитот, тие што треба да те почитуваат, развиваш дебела кожа и развиваш боцки како еш и така си се препознаваме еден со друг. Тие си се гледаме кои сме со боцки, кои не сме. Добре. Мене ми беше навистина така како тригер овој разговор. Се надевам дека представата навистина ќе живее долг живот, дека голем број струмичани и граѓани кои што се овде можеби на подолг период или на минување ќе дојдат да ја погледнат и да откријат барем дел од себе кој што бил некаде зацкриен, некаде во темница или бил запуштен со многу отпад. Па да се надеваме дека овој циркус нема да се пренесува и понатаму во општеството, туку дека ќе имаме навистина некаков бенефит од тоа циркусот кога ќе стане јавна представа. Ви благодарам. Благодарам. Убаво срочено. Благодарам многу, Танки. Благодарам и Се јас. гледаме и во следни прилики.